Високи температури, растечен нос, полни чекални со деца. Дали пикот на грипот годинава е веќе на својот почеток и за кога треба да го очекуваме? Утрово, наши ваш гостин, примариус доктор Душан Фидановски, педијатар од приватната болница Аџибадем Систина. Докторе, добро утро. Најпрво, ви благодарам што ја прифативте поканата од Слободен печат. Оно што го имам како информација дека после празниците малте не прегледувавте по 100 деца во вашата амбуланта. Кои беа причините, што циркулира во моментот, дали станува збор за некој тип на грип, вирус, некој друг или сепак е ковид? Така, имавме зголемен број на пациенти, веќе всушност некаде од средина на декември мислам дека почна таа зголемена инциденца на респираторни вирусни состојби, кои што ги кажавте симптомите со што се одат, да, така да врвот беше на вистина минатиот викенд кога беше овој продолжен празничен викенд со Божик Бадник, така да тогаш имавме над 100 по 100-120 прегледи за 24 часа во нашата амбуланта ургентна во клиничката болница Аџибадем Систина. Се работеше за деца од најразлични возрасти. Повеќето деца помали под 5 годишна возраст. Тука тие најчесто и се разболуваат. Респираторни беа заболувањата и различни типови на вируси. Имам печаток според изолациите кои што ги докажавме, нели? Сите беа 90% беа вируси, значи 10% можеби нешто друго. Најчесто имаше инфлуенца, значи тоа е грипот, најмногу инфлуенца А, меѓутоа има и инфлуенца Б. Така. Има нешто и некои од другите вируси, као што е, например, респираторен синцитијален вирус, аденовирусот и има и ковид. Меѓутоа, нешто помалку отколку што, нели, овие другиве вируси кои веќе ги спомнав, процентуално застапеност. Така. Пикот, се извинувам. Да, тоа ми беше следното прашање да ве потсетам. Пикот мислам дека уште не е достигнат. Тогаш беше така, тој викенд бидејќи на удар беа, нели, установите кои што имаат 24 часовна служба, тоа сме ние, детска клиника, Козле, така да секаде тоа беше забележано. Иако мислам дека бројот на заболените ќе расте дополнително, сега децата се на распуст, така да можеби малку ќе се намали бројот на заболени, меѓутоа од понеделник веќе се враќаат повторно училиште и секоја година е тоа така, некаде крај на овој месец јануар и во текот на февруар месец мислам дека тука некаде ќе биде достигнат врвот на зголемениот број на случаи. Спомнавте дека најмногу пациенти се најмалите, практично деца од 5 години. Така. По препораките на Светска здравствена организација, ова е и ризична група која што треба да се вакцинира од грип. Меѓутоа, кај нас се уште ова е табу тема. Какво е вашето искуство? Дали деца се вакцинираат во генерално, значи до 5 години? И бидејќи сепак може да биде и животно загрозувачка, колку од нашите најмали завршуваат, да кажам, со тешки симптоми од грип? Па препораката е таа дека вакцината се дава, вакцината за грип, за инфлуенца А и инфлуенца Б која штити, нели, тоа е по неколку валентна вакцина која што ги покрива овие две најчести форми на инфлуенца. Е всушност најдобрата препорака поднос кога зборуваме, нели, за превенцијата на било која болест заразна, инфективна каква што е грипот и за секоја друга, значи најдобро нешто што може да се случи тоа е да не се разболе. Така, работиме на превентива. Да, така да превентивата и за други многу голем број на други болести кои не се, нели, заразни. Истото важи за децата. Значи, најголемиот проблем грипот, па и другите вирусни инфекции може да направи кај деца под 5 годишна возраст, посебно кај тие пред втората година. Се препорачува оваа вакцина за грип кај деца кои имаат навршено 6 месеци. Значи, после 6 месеци веќе може да се вакцинираат сите деца кои што, посебно децата кои што се под 5 годишна возраст, бидејќи кај нив прави компликации грипот. Треба да се вакцинираат задолжително деца кои што имаат некаков коморбидитет, значи кои што имаат хронични проблеми, да речеме респираторни заболувања од типот на астма
деца со диабет, деца со проблеми со кардиоваскуларниот систем, значи срцеви заболувања. Тоа се исто така ризичната група на деца, освен овие каде што возраста е ризикот, кај овие коморбидитетот. Така да задолжително кај нив секоја година, бидејќи се работи за болест кога зборуваме за грип кај која нема траен имунитет, секоја година треба да се вакцинира, нова вакцина да се прими и вакцината е најдобро да се прими некаде во текот на септември до крајот на октомври месец. Так. Меѓутоа во било кој период од периодот кога грипот циркулира, тоа е ноември, април, е добро да се прими вакцината, со тоа да треба да се знае дека треба најмалку 2 недели да поминат од вакцината за да организмот создаде имунитет. Кај нас, за жал, немаме голем број на вакцинирани деца и најголемиот број на деца кои што се хоспитализираат со тешки форми на грип и кои што всушност тоа е на светско ниво, не само за кај нас немаме податоци, меѓутоа на светско ниво и кои завршуваат со несакан, дури смртен исход, се практично невакцинираните. Бидејќи вакцината, како и за другите болести, таа не штити 100% нели дека нема да се разболете од одредената болест, меѓутоа дека ако ја добиете болеста ќе помине полесно, нема да направи компликации и нема да има смртен случај. Значи целта е да се избегнат хоспитализации заради компликации и фаталниот исход. Да. Грип и антибиотици. Некако кај нас во македонското здравство одат паралелно, меѓутоа не би требало да биде така, зборувам од медицински аспект. Дали ви доаѓаат родители кои што земаат антибиотици на своја рака, прво значи на тоа прашање, да одговориме, и еднаш за секогаш можеме ли да ја расчистиме вечната дилема дека доколку сте болни, доколку имате грип дијагностициран, дека антибиотици не се земаат ако нема компликации. Така е. Значи како за секоја вирусна инфекција, тука спаѓа и грипот, антибиотикот не помага. Дури може да го на некој начин супримира имунолошкиот одговор на организмот кој се бори. Бидејќи сите ние кои што помалку за децата важи, меѓутоа возрастните сами веќе препишуваме антибиотици. Да. И меѓутоа за среќа можем да забележам дека во последно време се помал број имаме на случаи каде што на своја рака се зимаат антибиотици, така да инаку дефинитивно кога се работи за грип или било која друга вирусна инфекција, антибиотик не треба да се даде. Антибиотик се дава, се знае кога треба да се даде, кога имаме некаква компликација, најчесто предизвикана од можна бактериска суперинфекција. Значи бактериите ги има секогаш. Може да има колонизација на респираторниот трак, кој во такви моменти кога ќе настане пат на имунолошкиот одговор, како што го прави грипот, може да доведе до појава на бактериска суперинфекција. Меѓутоа тоа треба да се докаже, значи да се направат одредени лабораториски и микробиолошки анализи и кога сме сигурни дека има и некакви клинички параметри според кои можеме да се ориентираме, тогаш може да се даде антибиотик како дополнување на другата терапија која инаку се дава кај грип и кај други вирусни болести. Еве, кога сме веќе кај другата терапија, тоа се предпоставувам антивирусни лекови, Тамифлу го дознавме со ковидот. Така. Меѓутоа, да не спомнуваме нели имиња на лекови, има и други антивирусни лекови кои што се даваат. Една препорака до родителите кога треба да се земе, како се дозира, бидејќи сепак вие сте со долгогодишно неонатолошко искуство, посебно кај мали и педиатриско, до 5 години. Така да ова е најризичната група. Доколку се невакцинирани, што треба да се направи, една препорака? Па секогаш препораките како и за други вирусни болести е антивирусните лекови не се оди секогаш веднаш со антивирусен лек веднаш. Така. Прво треба да се докаже дали се работи и за кој вирус се работи, дали тој лек што ќе се даде, да речеме ако се даде Тамифлу, тој делува на инфлуенца А и Б, меѓутоа не делува на ковид или на некои други вируси, да речеме респираторен синцицијален вирус или аденовирус. Така да треба да докажеме дека се работи за инфлуенца. Како и да е за било која друга вирусна болест, така и за грипот, прв ред на избор е терапија симптоматска. Значи, ако има висока температура, треба да се даде
лек кој што ја намалува температурата. Кај децата најчесто даваме парацетамол и даваме ипубруфен. Тоа се двата лека кои се даваат за намалување на висока температура. Мислам температура над 38,5. До 38,5 препораката е да се чека да не се дава веднаш антипиретик, бидејќи тој знае имунолошкиот одговор да го поремети во организмот и да немаме соодветен одговор на грипот или на вирусот кој што е причинител за температурата. Значи да се детето разладува, да пие течности, да не се облекува многу. Обично грешат тогаш родителите ги многу надевајќи се дека кога се испоти веќе да треба да се истушира со млака вода, не со ладна вода, да пие течности многу и да остане дома. Тоа се првите препораки кои што се даваат кога имаме ваква една состојба. Треба да се внимава за децата под 13 годишна возраст да се даде, реков, парацетамол или бруфен, ипубруфен. Да не се дава ацетилсалецилна киселина, кој исто така, како што е аспиринот, кафетинот, кои исто така имаат можност да ја оборат температурата, бидејќи кај децата знае да кои што се болни од вирусни инфекции да направи една синергија со вирусот и да предизвика тешки оштетувања аспиринот на црниот дроб и на бубрезите. Така наречениот Рей синдром е познат. Сме имали такви случаи. Така да напоменувам уште еднаш, никако ацетилсалецилна киселина, значи аспиринот и другите антипиретици кои што содржат кај деца под 13 годишна возраст. Така. Докторе, кога сме веќе кај вирусот и кај малите деца, високата температура е велите 38,5, додека не се качи над тоа да не се дава. Меѓутоа има деца кај кои што се од оваа висока температура предизвикана од грип да се јават и фебрилни конвулзии или во народот познати како мозочни грчеви. Кога родителот треба да препознае дека треба да ја симне температурата иако е пониска од 38,5, бидејќи тука нема најава? Да, видите, ако тоа е еден мал процент на деца кои ги имаат тие фебрилни конвулзии, ги викаме ние, ги добиваат деца до 5 годишна возраст, некаде 5% од децата на оваа возраст имаат фебрилни конвулзии и постои некаква предиспозиција кај нив, така да тие ќе добијат конвулзии при било која температура. И на 37,5 ќе добијат температура. Значи не игра улога високата температура за да тие се предиспонирани. Тоа има тука многу фактори ендогени, екзогени кои делуваат зошто е тоа така. И тоа се случува секогаш во првите 5 години. Кај нив, кај дете кое што веќе еднаш имало грчеви, конвулзии при температура, кај нив треба да се даде антипиретик и на пониска температура. Кај сите други останува правило, значи 38 со 3, 38 со 5 се толерира. Се што е оваа температура и повисока треба да се даде антипиретик и со антипиретиците исто не треба да се многу претерува. Зошто ова го велам? Затоа што не е за џабе таа висока температура. Тоа е начин на кој што организмот се бори против вирусот или бактеријата. Значи, со тоа што му создава услови на висока температура во организмот, на некој начин делува да тој поспоро се размножува и да прави поголема штета. Со тоа што ние обараме температурата вештачки, на некој начин му ги пореметуваме одбранбените стратегии природни кои што ги има нашето тело, дали е возрастен или дете, без разлика, посебно кај децата каде што имунолошки се понезрели, затоа велам дека треба да се толерира и да се превземаат меѓу две давања, да речеме, на антипиретик. Знаат родителите некогаш и да претеруваат. Не му падна температурата, после 2-3 сати пак комбинации некакви такви. Не треба да се претерува, бидејќи сите тие лекови не знаеме како ќе изреагираат органите други. Ние ќе собориме температурата, ама ќе направиме можеби оштетување на црниот дроб, на бубрезите. Така да многу е, затоа велам да не направиме поголема штета отколку корист од давањето на антипиретиците и треба да се даваат течности, треба да се разладува детето, да биде полесно облечено и се тоа да се прави за да се намали бројот на пати на давање на антипиретикот. Докторе, времето ни е кратко, еве при крај сме со интервјуто, една препорака до родителите.
Кога е вистинското време детето да се однесе на лекар? Така. И дали секое подкивнување, подкашлување, Да. растечен нос, значи дека Да. во прв момент Да. треба да посети Да, педијатар? кои се алармантните знаци? Значи, ако температура трае подолго време, значи просек од грипот некаде од 3 до 5 дена е просек температура ќе има сигурно. Така? Ако температурата трае подолго од 3 дена, да речеме, ако температурата е постојано висока, значи воопшто не успева да ја намала со сите овие средства кои што ги кажав. Доколку е детето во лоша општа состојба, значи малаксало, во кревет е легнато, неконтактибилно, односно послабо реагира, одговара, поспано е невообичаено, поспано не сака да прима течности, повраќа, има лоши столици, бидејќи некогаш грипот знае да оди кај децата и со овие симптоми, и доколку се работи за дете кое има коморбидитет, да речеме, како што веќе спомнав, дете со астма, со други хронични респираторни болести, дијабет, посебно срцеви проблеми, вродена срцева мана и така натаму, треба да се јави, значи, порано во првите практично часови. Дете кое што има тешко дишење, кое што многу кашла, менува боја на кожа, се со тоа алармантни знаци. Дете кое во добра состојба има само температура, меѓутоа не е легнато во кревет, не е динамично, пие течности, нешто и јаде, тоа дете не треба веднаш да се носи на лекар. Не е тоа нешто што ќе му помогне многу лекарскиот совет. Значи, треба да, ова се алармантните знаци кои наведуваат на тоа дека навистина треба да се однесе. Значи грипот практично може да се помине и на нозе? Може, да. Така. Да. Најчесто тоа е болест која што поминува, можеби не на нозе буквално, зашто едно од симптомите е слабост, малаксалост и лежење во кревет, меѓутоа најчесто во голем процент од случаи поминува без некои големи проблеми, освен температура, болки во мускулите, зглобовите, главоболка, течење на нос, кашлање, кивање, поминува за 3 до 5 дена без разлика што сме направили, како сме направиле, односно дали сме дале нешто или ништо не сме дале. Најчесто тоа е клиничката слика. Да, вие докторите знаете да кажете со лекови 5 дена, без лекови 1 недела, така да тука е некаде вистината. Ова беше доктор Душко Фидановски во утринската емисија на Слободен печат. Вие, почитувани гледачи, уживајте уште 1 недела во зимскиот распуст, а од понеделник се надеваме дека во исчекување заедничко нема да го доживееме пикот како останатите години. Очекувајте го издавањето на нашиот весник и останете со програмата на Слободен печат. Ви благодарам за вниманието.